Почитувани, Зоран Заев не сака да вработи 11 лица од социјално загрозени категории во општина Струмица. Заев вчера јавно им сврте грб на оние социјално загрозени случаи во Струмица, кои беа одбрани со мерката за вработување на 1600 лица од социјално маргиналните категории. Во случајов, во Струмица се работи за само 11 лица од 1600 кои треба да добијат работно место. Каде е хуманата страна на Зоран Заев, која се обидува да ја представи пред граѓаните? Зарем вработувањето на 11 лица од социјално загрозени семејства за него представува проблем? За Зоран Заев воопшто не беше проблем да ги вработи во општина Струмица снаата од синот на пратеничката од СДСМ Цветанка Иванова, снаата од синот на пратеникот Панче Орцев, поранешниот градоначалник на општина Босилово Ѓорги Манушев, Киров Ацо, пратеник на СДСМ од 2006 до 2008 година, Љупка Цветкова, член на извршен одбор на општинската организација на СДСМ во Струмица и многу други членови и високи функционери од СДСМ. Зоран Заев не сака да им помогне на истите оние луѓе кои СДСМ во времето на криминалната транзиција и приватизација безмилосрдно ги остави на улица. Очигледно, на Зоран Заев поисплатливо му е парите од општината да ги троши на тендери кои ги добиваат членови од фамилијата Заеви и нивните бизнис партнери, наместо да им се помогне на овие 11 луѓе на кои им е потребна помош. Заев скоро 2 месеци во своите интервјуа кажува како тоа ќе се грижи за оваа категорија на граѓани, а кога треба да се реализираат овие мерки, сепак, поважни се партиските вработувања на снаи на пратеници, поранешни градоначалници на СДСМ, членови на општинската организација на СДСМ во Струмица и останати функционери. Со ова одбивање да им се помогне на овие 11 лица, паѓаат во вода сите ветувања на Зоран Заев и СДСМ дека ќе се грижат и помагаат на социјално загрозените случаи. Повеќе никој не верува во празните зборови на Зоран Заев. СДСМ и Зоран Заев по кој знае кој пат го покажаа вистинското лице на луѓе кои воопшто не ги интересира како да обезбедат подобар стандард на овие маргинализирани категории на граѓани. Благодарам.